Ивана, метеоролозите најавуваат уште пожешко време. Да, токму така, Александар. Веќе од недела се најавува дека топлометарот и официјално ќе го надмине 40-тиот степен. Македонија и денеска е зафатена со топлотен бран и со високи температури. Токму и затоа вчера беше соопштено од страна на владата, а по предлог на Министерството за здравство, од работни обврски да бидат ослободени бремените жени, како и хронично болните лица над 60 годишна возраст. Ќе бидат ослободени од денеска па се до вторник. Така што од ДУХМР и натаму најавуваат дека ќе не очекуваат високи температури. Инаку денеска министерот Тодоров одржа пресконференција на која што повторно ги повтори препораките, а исто така најави и набавка за нова медицинска опрема во градската општа болница 8 септември. Гостин во овој дневник на Канал 5 е токму министерот за здравство, господинот Никола Тодоров. Најнапред добар ден и добро дојдовте во вестите на Канал 5. Министре, во поголемиот дел од регионот веќе е вклучен црвениот метеоаларм. Дали доколку високите температури продолжат и во Македонија ќе биде прогласена портокалова фаза? Па ние имаме донесено акцијски план кој што доследно го следиме и го почитуваме. Има 4 фази, има зелена, жолта, портокалова и црвена фаза. Црвена фаза е веќе температури над 48 степени, немало такви, тоа е воредна состојба. Практично целата територија на Република Македонија беше во жолта фаза и тоа подолг временски период. Заради тоа ние како влада се одлучивме да предложиме и да донесеме мерки кои што се однесуваат на неколку категории на граѓани, и тоа да се ослободат од работни обврски бремените жени во Република Македонија, да се ослободат од работни обврски хронично болните лица кои што се постари од 60 години, како и градежните работници кои што работат на отворено, нивните работи да се реорганизираат во периодот од 12 до 17 часот, да нема изведување на градежни работи на отворено. Така, на денешниот прес најавивте и набавка на нова медицинска опрема која треба да ја добие градската општа болница 8 септември. За каква инвестиција станува збор и очекувате ли со тоа и пораст на бројот на пациенти кои се лекуваат таму? Па бројот на пациенти во новата градска болница 8 септември постојано или континуирано расте, веќе е дуплиран и триплиран во последните неколку години, но токму поради тој факт ние се одлучивме да продолжиме со набавка на нова опрема и за 8 септември. Станува збор за огромна инвестиција од околу 2 милиони евра, со кој што ќе се набави опрема за повеќе оделенија, меѓу кои е кардиологија, патологија, урологија, оториноларингологија, трансфузиологија и така натаму. Со што практично ќе се овозможи подигнување на нивото на квалитет на диагностиката, но и на здравствените услуги, а во некои сегменти ќе се намали времето на чекање. Докторите од 8 септември се со исклучително високо ниво на знаење и вештини. Они имаат огромен број на пациенти, но и исто така постојано се едуцираат и во Македонија и надвор од Македонија, така да очекувам дека опремата кога ќе дојде, тоа ќе биде некаде во најголем дел крајот на февруар наредна година, веднаш ќе се стави во функција и ќе биде ставена на располагање на пациентите. Господине Тодоров, ви благодарам многу што бевте дел од овој дневник на Канал 5.